46 годишниот Ицко Милески од Долненското село Секирци вчера попладнето некаде после 13 часот бил нападнат од мечка додека со неговиот другар береле печурки во атарот на соседното село Рилево. Милески некако успеел да се оттргне од шепите на мечката и почнал да бара помош. Во тој момент, мечката, најверојатно исплашена од звуците и викањето на двајцата печуркари, избегала кон шумата. Другарот на Милески успеал некако да го крене и да го донесе тешко повредениот Милески до возилото, со кое што били излезени на терен и веднаш го однесол во општата болница во Прилеп, каде што бил итно примен на одделението за хирургија. Според началникот на одделението Димитар Ивановски, Милески имал тешки повреди на лицето, вратот и градниот кош. Ке пациентот првично се диагностицирани или констатирани повреди на главата, имаше дел авулзија или откинување на скалпот ке човекот, има каснатини на лицето, на носот, каде што дел од носот е откинат, потоа има угризни рани, односно од заби на врат и на граден кош. Првично од колегата направени се комплет исследувања, пациентот е мониториран, измерени витални параметри, направена компјутерска томографија на граден кош, на врат и на глава, ординирана соодветна терапија и тетанична профилакса која што е потребно ке вакви напади од животни. Жителите на селото денеска не сакаат да зборуваат за тоа што се случило точно вчера попладнето и како дошло до несреќата, но поради сериозноста на повредите, Милески е итно испратен на клиниките во Скопје. Констатирано е дека има присуство на слободен воздух во градниот кош или пнеумомедиастинум го викаме стручно, меѓутоа поради сериозноста на таквиот тип на повреда, пациентот е транспортиран со медицинска екипа по претходна најава на клиника за торакална хирургија во Скопје. Според мештаните, премногу се ретки нападите од мечки на луѓе во овој дел на Долненско, скоро и да немало никогаш. И самите се прашуваат како дошло до несреќата, затоа што најчесто мечките бегаат и се плашат од луѓето кога ќе ги забележат. Инаку овој напад со мечка засега не е пријавен во МВР.